Југословенската тробојка со петокрака, заедно со актуелното македонско знаме, повторно се развиорија во паркот на револуцијата во Кочани. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито се собраа за да го одбележат 29 ноември, роденденот на поранешната заедничка држава на дел од балканските народи, Социјалистичка Федеративна Република Југославија. За разлика од претходните години, изостана дефилето со возила по улиците на Кочани. Членовите на Сдруженијето положија свежо цвеќе на бистите на правоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче, скромно и достоинствено присетувајќи се на важноста што овој ден го имаше за сите кои живееја во СФРЈ. Тогаш веќе скоро 1/5 од југословенската територија беше ослободена од партизанските одреди на Југославија. Исто така беа одземени правата на владата во Лондон да ја представува Југославија како држава, а тоа помина на владата на Југославија, односно на АВНОј, кој што имаше и законодавни и извршни тела. На ова заседание исто така беше донесена одлука за восстановување на чинот маршал, кој чин му е доделен на нашиот Јосип Броз Тито. На седница на Народниот комитет за ослободување на Југославија беше изберен за председател. Тој беше законодавен и извршен орган во тој момент во Југославија, зашто покасно беше одржано и трето заседание на АВНОј во Белград, во ослободена Југославија, на кои што беа донесени и понатамушни одлуки за удирање на темелите на идната Социјалистичка Федеративна Република Југославија, чиј дел секако беа сите републики, меѓу кои и нашата Македонија, и која што никогаш не треба да заборави дека нејзин фактички втемелител е Јосип Броз Тито, за кое што ние ќе му бидеме вечно благодарни. Во сеќавањата за денот на создавањето на Федеративната Југословенска држава, кочанските титовисти подсетија на нејзините главни карактеристики и обележја и истакнаа дека таа била почитувана во целиот свет. Да ги подсетиме сите државјани на оваа најубава држава Југославија, пасошот југословенски што беше многу ценет како кај нас во целиот свет. Сега сите го бараа овој пасош, за жал некои од нас го плюкат, ама ние сега се радуваме на туѓите пасоши. Со заедничка фотографија пред спомен обележјето на правоборците од Кочанскиот крај, титовистите порачаа дека спомените за социјалистичка Југославија не треба никогаш да згаснат, за помладите генерации да знаат за остварувањето на вековниот стремеж на македонскиот народ за создавање сопствена држава. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.